още се готвим да дојдеме кај вас, но не спречува, работите. А сега идејќи нааму минавме крај вашите тутунови полиња и на нив видовме разновиден тутун. И ние сме производители на тутун. Често се среќаваме со разни тешкотии, особено во производство на расад. Големи макини создаваат разни штеточини. Вие како стручњаци секако ќе можете да ни кажете нешто повеќе за производството и правилното одгледување на тутунот. Во Македонија најмногу се произведува тутунот тип Прит. Тоа е ситнолистен, многу мирислив и ароматичен тутун. И вториот тип тутун Јака е ситнолистен, многу мирислив и ароматичен. Исто така успева и тутунот тип Отлја со средна големина на листот, со многу фино ткиво и од отворено жолта боја. Тутунов расад. Со него зама производството на тутун. Тој се сее во леи специјално за тоа приготвени. При изборот на местото за леи, треба да се внимава тоа да биде заштитено од студени ветрови, по можност да биде во близина на вода и да биде изложено на сонце. Уште од зимата треба да се приготви добро прегорено арско или овче ѓубре или мешано едно со друго. Пред употребата се прекопува и фрла низ мрежа за да се исчисти од камења и други поголеми предмети. Во топлите краишта, каде што расадот стасува во месец мај, тој се одгледува во студени леи. На изорана ни мерува потребната поврвнина за леи, сметајќи за секој 500 корења расад по 1 квадратен метар. Леите се прават во широчина 1, а во должина 10 до 20 метра. Меѓу нив се оставаат тесни патчиња за минување. Поврвнината на лејата убаво се израмнува и потапкува, а потоа се полива со вода. При сеењето за 1 квадратен метар поврвнина се зима 1,5 грам семе, што одговара на 1,5 кутија од кибрид за поврвнија од 10 квадратни метра. Измерената количина семе се истура во погоден сад и добро се промешува со сув просеан песок. Штетно е при сеењето да се стави повеќе од 1,5 грам семе за 1 квадратен метар, затоа што се добива расад премногу тенок и непогоден за садење. По сеењето, по лејата се растура тенок слој од прегорено ѓубре, прекопано и приготвено уште од зимата. Слојот ѓубре треба да биде ни подебел, ни потенок од дебелината на 1 прст. Треба да се внимава ѓубрето да биде расфрлено насекаде подеднакво. И слојот од ѓубре треба да се потапка, а потоа да се полие со вода за да не го однесе посилен ветер. За да се заштитат од слана и мзеви, леите треба навечер да се покриваат со покривки од рогозина, ржаница или друго. Така покриваниот расад стасува за 10 дена порано од непокриваниот. Наутро покривките се отстрануваат за да може сонцето да ја топли земјата и семето побргу да никне. По сеењето треба леите редовно да се поливаат за да бидат умерено влажни, што значи ни многу мокри, ниту пак суви. Во висински краишта, расадот сеан во студени леи стасува доцна, тоест дури во јуни. Затоа тој треба да се одгледува во топли леи за да стаса за расадување уште во месец мај. Постојат две врсти топли леи. Леите без џам се прават на топло, зацкриено место. Најнапред се распростира пресно коњско или мешано арско ѓубре во височина од 70 см и потоа се утапкува. Врз овој слој ѓубре, наречен јастак, се клаваат сандаци од штици или плетеници од прачки високи околу 30 см. Откако ќе се наместат сандаците, бидејќи ѓубрето со време слегнува, во секој од нив се додава уште еден слој ѓубре висок околу 10 см. Ѓубрето убаво се израмнува, а потоа се покрива со слој од плодна земја висок 20 см. Земјата убаво се израмнува, се полива со вода и тогаш се пристапува кон сеењето. На 1 квадратен метар поврвнина се сее само 1 грам семе
i se pokriva su sloj od pregoreno arsko đubre, visok polovina prst. Sve to drugo se pravi kako i kaj studenite leji. Tamo kada što ne se raspolaga so dovoljno đubre, možat odlično da poslužati i lejite pri koji se koristi toplinata na sonceto. Na obična leja od zemlja se klavat ramovi od džam široki 1 a dolg 1,5 metra, a se seje 1 gram seme na 1 kvadratni metar površina. Mnogo je važno pravilno to provetruvanje. Samo ovo studenite noći možat ramovite sosema da se spuštat. Inaku treba sekogaš da bidat otvoreni, pomalku ili poveke sprema toa koliko je nadvor studeno ili toplo. Ako je mnogo toplo, ramovite se podignuvat na krst ili sosema se ostrenuvat od lejite. Ako se zasile sonceto, džamovite treba da se premačka so retko mleko od var, za da se zaštiti rasadot od sončan pripek. Drugo to se pravi kako i kaj lejite za koji govorehme ponapred. Koga prirodata počnova da se budi i drvjata da rasvetuva, tutunot niknuva i raste. No veke togaž go napadja treba i razni drugi zlostornici. Trebata je odzema hranata, blagata i svetlosta. Zatrebeni otrasad za dosnova prirastenjeto. Zato je potrebno trebata redovno da se plevi. Leata se poliva su dosta vode i se čeka ta dobro da se pije v zemlja. Togaž vnimatalno se korne trebata. Po plevenje to povtorno se poliva leata za da se ispere lisjeto na rasadot od zemlja, a ogoleno to korenje da se pokrije so zemlja. Konjoštip. Ako volejte se pojavi konjoštip, treba da se napravat otrovni mamki. 1 kg meša so 50 grama gameksan i se pravi ne mnogo gusto testo koje navečer se rasvrluva po lejata. Preku noć konjoštipite izleguvat od svoj teskovišta, gojadat ova testo i vednaš ginat. Ko se pojavat mravi polejite, minite mravnici treba rašat so prašok DDT. Dodeka je rasadot ušte mal, raste bavno. Zato ako ga lisjeto počnova da skrstuva, treba da se zabrza njegovo rastenje so podsiluvanje. Podsiluvanje to se vrši so čilska šalitra, smetajki po 20 grama za 1 kvadratni metar površina. Šalitrata se rastura po lejata koga je lisjeto suvo, a potom dobro se poliva so čista voda za da se ispere lisjeto i da se vpije šalitrata zemlja. Podsiluvanje to može da se vrši i so rastvorena čilska šalitra. Za 100 kvadratni metra leji se zima 2 kg čilska šalitra i se rastvara vo 30 litra voda. Po 1 kg od ovoj rastvor se stava vo kanta polna so voda. So jedna kanta treba da se zalije površina od 3 kvadratni metra. Potom rasadot pak se ispira so čista voda. Podsiluvanje to na rasadot na ili drug način se povtoruva ušte 2 pati na sekoj det. Ako na lisjeto se pojavi trips, togaž rasadot se zaprašava su 5% DDT. Za 1 kvadratni metar površina se zima 5, a najmnogo 10 grama prašok. Vmesto prašok od DDT može da se upotrebi i rastvor od paration. Rastvorot se prska so prskalka. Treba vnimatalno da se raboti, zato što parationot je otroven za lugeto. Zaprašuvanje to i prskanje to se vrši po mirno vreme i mora da se povtori sekoj 7 dena dodeka po lisjeto na rasadot se zabeležuva trips. I to a ne samo brz rasadot, tuku i na okolnite sosedni kulturi, kako i na trebato okolo rasadot na koji se zabeležuva trips. Ako rasadot se zabeleži žoltica, to jest korenovo gnijenje,
Тогаш се прска со раствор од половина процент бордовска чорба, слично како и при прскањето на лозијата против пероноспората. Утредента расадот се подсилува со чилска шалитра за да се постигне растење на нов здрав корен и да може бргу да се опорави. Штом на расадот се забележи жолта трева, вилина косица, таа треба внимателно да се исчисти за да не се пренесе на тутунот внива, оти тогаш тешко се чисти. Минаат деновите. Кога расадот ке нарасте 12 до 15 сантима, значи дека скоро стасал за расадување и тогаш се престанува со поливањето. Пред да се почне со расадувањето, производителот проба дали зрел расадот. Не е уште зрел. Треба да минат уште 3-4 дена додека зацврсне расадот. Кога завитка на околу прстот не пука, тогаш значи дека стасал за расадување. Пред корнењето на расадот, лејата се полива и се остава половина до 1 час за да се пие водата добро в земја и за да не се оштети коренот. Ако при корнењето се извлече и некој недораснат, оштетен или болен корен, тој се фрла настрана. При корнењето, долното пожолтено лисје се отстранува, оти тоа пречи при расадувањето. Искорнатиот расад се реди врака, се стега во коренот и се става на крајот од лејата. Потоа се собира и се реди во кошници или кошеви, внимавајќи при тоа да не се извалка лисјето со земја. Кога кошницата или кошот ќе се наполни, расадот се покрива со мокра крпа или со трева. Ако расадот се корне денеска за утре, кошевите или кошниците се обрнуваат за да се избегне искривувањето кое многу пречи при расадувањето. Тутунот за типот јака и прилеп треба да се избере ридска или падинска, така наречена јакалиска земја. Овие два македонски типа тутун врз таква земја развиваат најдобар квалитет и пушачки особини, тоест добар вкус и арома. За типот отлја најдобра е рамнинската, лесна, песковита и оседна земја која може лесно да се наводнува, оти на таква земја добива отворено жолта боја, фино ткиво и дава добар принос. Тутунот треба да се расади на добро обработена земја. Со обработката на земјата се почнува уште на есен кога се врши длабоко орање. Посната и премногу истоштена земја пред ова орање се наѓубрува со 4 до 6 коли арско или овчо ѓубре на декар. Вакото ѓубрење треба да се повтори секоја 4-та или 5-та година за да се одржи плодноста на земјата. Во текот на пролетта се вршат уште 2 до 3 поплитки орања од зимското. При првото пролетно орање, ако есента не е извршено ѓубрење со арско ѓубре, се растура 10 кг калциум цијанамид, 10 кг нитрофоскал по декар. Пролетно орање, ораницата се ѓубри со смеса од 30 кг суперфосфат и 50 кг пепел по декар. За таа цел, уште во зимото се собира пепелта од дрво, слама и од тутунските стебла.
Seko je proletno oranje, za da se sočuva vlagata v zemlja, treba nivata da se branosува. Последната обработка на 2 до 3 дена пред разсадувањето, најдобро е да се изврши со култиватор вместо со плуг. Понекаде садителите за расадување чекаат да падне дожд. Со таквото чекање се пропушта време и се задоснува со садењето, поради што се добива послаб принос и тутун од полош квалитет. Меѓутоа, тутунот може да се расатува и по суво време, само што за таа цел треба да се приготват буриња во кои ќе се донесе вода. Пред да се почне со расадувањето, со шпартачи се прават долги и прави бразди во кои се сади тутунот. Вака насаден, тутунот може да се праши со копачици, што осетно го поевтинува производството. Расадувањето на тутун се врши со садилка и со прсти таму каде што се пушта вода по браздрата, пред тоа направена со рало. Кај типот прилеп, корен од корен треба да биде оддалечен 18 см, кај типот јака 15 см, а кај типот отлја 25 до 30 см. Тутунот нападнат од трипс веднаш по расадувањето се запрашува со прашок DDT или се прска со растворот паратион. Истото се повторува секој 7 дена и се врши најдосна 25 дена пред почетокот на бербата. 10 дена по расадувањето се пристапува кон првото прашање. Оваа работа се врши со мотики, но производноста на трудот се наголемува 3 до 5 пати ако за таа цел се употреби рачен или коњски прашач. Прашењето е важен фактор во борбата против сушата, оти на тој начин се уништува тревата, се зачувува влагата, му се овозможува на воздухот да допре до корењето и се сузбиваат разните штеточини кои го нагризуваат тутунот. Подкинувањето на цветот е потребно за да се спречи подгорувањето на тутунот. Кон подкинување се пристапува штом тутунот почне да цути, така што да се искине само цветот, а лисјето да остане на коренот. Оваа мерка е особено препорачлива за слаба и засушлива земја. Инаку, ако тутунот не подгорува, цутот не се кине. На тој начин се добива пофино и потенко лисје. Подкинатиот тутун облачното лисје не зрејува наеднаш и затоа се бере на неколку пати, тоест неколку раце, во растојание од 7 до 20 дена по неколку листа од корен. Јака и прилеп се берат во 7 до 8 раце, а отлја во 5 раце. При тоа треба да се внимава на знаците за зреење на лисјето. Кај долното лисје, зреењето се познава по избледнувањето на бојата. Горното лисје созрејува со пожолтување. Во топло време, бербата на тутун треба да се врши взори, а најдосна до 8 часот. Набраното лисје се остава најнапред на земја, а потоа се собира и се реди во кошници или кошови. Со правилното редење на лисјето се забрзува и нижењето на тутунот. Не е практично набраното лисје да се става во вреќи, оти на тој начин тоа се гмечи и се крши на штета на квалитетот. Исто така не е добро набраното лисје да стои толку време на сонце, бидејќи се да лепува меѓусебно, па се ниже тешко и бавно. Нижењето треба да се врши истиот ден веднаш штом се донесе тутунот дома. Ако остане за утредента, лисјето се залепува и тешко се ниже. Кога ќе се донесе лисјето, не треба да се растура, туку внимателно и поред да се извади од кошницата или кошот. Не треба да се ниже премногу збиено, особено кај големите лисја, бидејќи постои опасност така нижаното лисје да прегори во текот на сушењето. Лисјето на една низа треба да е приближно од иста големина и зрелост. Пред да се изложи на сушење, на нижаниот тутун се штави, тоест ужолтува, за да не остане лисјето зелено во текот на сушењето. За таа цел се избираат мрачни, топли и влажни простории.
Влажноста може да се постигне со поливање на душемето со вода или со обесување во просторијата мокри крпи. Штавењето трае се до тогаш додека врвот и работ на лисието не пожолти. Тоа обично трае за долните берби 1, за средните 2 до 3, а за горните берби 3 до 5 дена. Сушењето се врши на сонце. За таа цел се практични прилепске сушници, наречени скели. Тие се ефтини и достапни за секој садител. Само треба да се води сметка, спратовите да не бидат премногу доближени и низите да не бидат премногу збиени. Покрај тоа треба да се осигураат од ветер, а да бидат изложени на сонце. Покривот треба да биде подигнат спрема југ и низите да не бидат подолги од 180 см. За поедрите тутуни се препорачливи пократки низи од 150 см. Постојат и други направи за сушење тутун, како што се подвижните скелиња, ногарите и рамовите. Но овие направи бараат повеќе труд при изнесувањето и внесувањето на тутунот. Во случај на дожд, тутунот што се суши треба да се зачува со пердиња или рогозини, бидејќи прокиснатиот тутун губи многу од својата вредност. Бидејќи тутунот што се суши под зидиштата тешко се заштитува од временските неприлики, таквиот начин на сушење се повеќе се напушта и се заменува со сушници. Тутунот е сув кога ќе се исуши главното ребро, тогаш се пристапува кон собирање на низите. Тоа станува обично наутро кога тутунот не се рони. Низите се собираат во петици, тоест по 5 низи заедно. Петиците се обесуваат во чисти и суви простории што можат лесно да се сочуваат од влијанието на маглата и влагата. Најдобри се за тоа посебните простории под покривот, како што ги викаат во Прилеп галерии. Никако не треба да се чува тутунот по стаи за добиток или простории каде што се чува зимницата, бидејќи тутунот ги впива сите туѓи миризми. Исто така не е добро да се чува тутунот по отворени тремови каде е изложен на влага и магла, поради што потемнува и може многу лесно да му влоса. Тоа истото важи и за избите каде тутунот ја впива влагата и лесно му влосува и на тој начин станува без вредност. Преку вакво одгледување се доаѓа до квалитетен тутун и до добар принос. Но ние требаше да се прибележиме нешто. Тоа не е потребно, зашто Тутунскиот институт во Прилеп издава разни популарни брошури и месечно списание Тутун, а за совети обратете се до реонските инструктори на предпријатијата за обработка на тутун или до Тутунскиот институт Прилеп.